Една година од трагедијата во Кочани. Времето минува, болката не стивнува. Поголемата загуба. 63 природно згаснати животи во пожарот во Пулс. Тие не се само бројка. Тоа се 63 млади луѓе, кои има соништа и иднина пред себе, семејства, пријатели. Разорните последици од трагедијата се чувствуваат силно и една година подоцна. За исчекувањето на правда и одговорност. Вечерва во Топ тема разговарам со моите колеги Билјана Николовска-Тодорова и Миомир Серафиновиќ. 63 имиња и нивните приказни, животни приказни одекнаа и на комеморацијата денеска во Кочани, а нивното отсуство го символизира 63 празни столчиња. Во Кочани е Миомир Серафиновиќ, кој ни ја пренесува атмосферата. Миомир. Не слушаш ништо. Додека да воспоставиме контакт со колегата Миомир, Билјана, да подсетиме дека 365 дена подоцна многу прашања, малку одговори, уште помалку одговорност, морална и кривична. Како дискотеката на смртта воопшто постоела? Дали лекцијата е научена? Јавноста, семејствата очекуваат правда и системски промени. Во судска процедура се 4 предмети и една истрага поврзани со Пулс. 2 од нив се директно поврзани со пожарот и кобната ноќ. Пред да продолжиме со анализата за овие судски предмети и правната разбрска, доколку го имаме колегата Миомир, дали се слушаме, Миомир? Да, Елена, се слушаме, тука сум во Кочани. Каква е атмосферата во моментот во Кочани и како помина одбележувањето на една година од големата трагедија? Па, Елена, во моментов има определена раздвиженост низ градот, веќе е ноќ, постудено е, се движат луѓе, има раздвиженост, не е како во текот на денешниот ден кога улиците на градот Кочани беа преплавени со тага и со насеќавање на лошиот трагичниот 16 март 2025 година. Церемонијата за во спомен на загинатите и за присетување на сите оние кои претрпеа последици, претрпеа големи тешки повреди минатата година во кабарето Пулс беше одржана во текот на денот на плоштадот, односно во паркот на Револуцијата во Кочани, во центарот на градот. Беше тажно, имаше многу солзи, имаше многу сеќавања, многу присетување на таа лоша судбина која го снајде овој град.
лани на 16 март. Родителите на загинатите како символ за одбележување на првата годишнина од трагедијата го избраа символот на скршено срце. Ситима беџеви дури ги поделија, односно ги дадоа такви беџеви со тој символ на скршено срце и на сите присутни на церемонијата, особено на представниците на највисоките државни органи кои исто така беа тука во Кочани на церемонијата на одбележување на годишнината од смртта. Покрај тоа, пред дискотеката Пулс, каде се случи, пред објектот на дискотеката на кабарето Пулс, каде се случи трагичниот пожар, поставени се срцења со имиња на сите загинати во таа кобна ноќ и со нивната возраст. Да подсетиме, загинаа 63 главно млади луѓе. Највозрастниот имаше 48 години. Најмладите беа родени 2008 година, односно има по неполни 18 години. Покрај тоа тука во центарот на церемонијата, на главната церемонија за одбележување на трагичниот настан, за секој загинат беа кажани моменти и мечтања кои ги имале пред да настрадаат таа кобна веч. Трогателно, во тишина, со многу болка и со многу тага. Така помина денешниот ден. Ти работеше и го подготвуваше заедно со колегите од Елма и документарецот кој што ќе оди во продолжение на оваа топ тема, кој што злосторство во Кочани една година потоа. Можеш да ни кажеш какви се твоите впечатоци, оние емоции за кои што пред малку говореше, дали ги има и во тој документарец? Па да, Елена, последниве 4 недели интензивно работевме и го подготвувавме документарниот филм кој го нарековме Злосторството во Кочани една година потоа. Затоа што сите знаеме дека тоа беше едно злосторство кое општеството, кој сите ние не успеавме да го сопреме, односно да го спречиме и да го превенираме. Многу емотивни раскажувања на судбините на учесниците во тој документарец. Значи, двајца родители кои ги изгубиле своите синови да раскажуваат за моментите кои им ги смениле животите, кога дознале дека нивното најблиско нивното чедо е починато, загинато во овој кобен пожар. Со емоции да раскажуваат, но и раскажуваат за очекувањата кои, мора да кажам, очекувањата од правниот процес кој сега е во тек, разделен во неколку повеќе случаи, на повеќе судски процеси, се надеваат на правда, ја очекуваа побрзо, меѓутоа со секој ден се помалку и помалку веруваат дека правдата ќе ги стигне сите оние кои треба да одговарат, сите заслужни, во наводници заслужни за тоа што им се случи во животот, не само на нив, туку и на Кочани, на целото општество и на целата млада генерација која живее тука во Македонија. Документарецот ме подготвен, ќе го гледаме во текот на ова топ тема која ти ја водиш и ја уредуваш, и се надевам дека ќе предизвика внимание кај гледачите за да се свати зошто Кочани е злосторство и зошто постојано мора да се навраќаме на тие моменти и да гледаме на тој настан, на тој трагичен настан, на тој 16 март 2025 како на злосторство. Елена? Да, Миомир, ти остануваш подоцна во оваа топ тема. Разговараме повторно со тебе околу предизвиците во судската постапка. Како што и претходно говоревме, јавноста, семејствата очекува правда, очекува одговорност. Една година подоцна, 365 дена подоцна, многу неодговорени прашања, а уште помалку одговорност која што на некој начин се очекува и од судските процеси. Во судска процедура се 4 предмети и една истрага поврзани со случајот Пулс. 2 од нив се директно поврзани за пожарот и за кобната ноќ
Едниот предмет е оној кој веќе се суди во судницата во Издризово, најголемиот. Тука имаме подготвено и графички приказ за овие предмети. Ја замолувам режијата да ги прикаже. Првиот е за судењето против 35 лица и 3 фирми за тешки дела против општата сигурност. Ова судење започна на 19 ноември. Досега се одржани 15 рочишта, одложени се 3, сослушани се сведоци на обвинителството 27, она што овој предмет е за тешки дела против општата сигурност. За тој предмет ќе разговараме со Билјана во продолжение, само што за другите 3 судски предмети кои што се поврзани со полицајците. 13 обвинети се за тешки дела против општата сигурност. Овој предмет е закажан за 1 април и е директно поврзан со пожарот, со последиците со пожарот во дискотеката Пулс. Според обвинението, од 14 до 16 март обвинетите полициски службеници одобриле спровеле план за акцијска контрола без целосна проверка дали се испочитувани законските прописи и безбедносните процедури. При контролата на кабарето не биле преземени соодветни мерки за заштита на присутните лица, ниту било спречено користење на непријавената пиротехничка опрема, што довело до настанување на пожарот. Другите 2 предмети се за злоупотреба на службената положба. 3 обвинети полицајци за злоупотреба. Судењето почна веќе на 3 март. Овој предмет се очекува да продолжи во текот на неделава и за уште 9 обвинети за злоупотреба на службената положба, закажано за 25 март за полицајците кои што обвинителството наоѓа пропусти во однос на паркинг местото, каде дека немало доволно паркинг место за дискотеката Пулс. Билјана, она што остава впечаток е дека 1 година подоцна правдата или судската разврска се уште не е на повидок. И може би единствено за полицајците за овие предмети за злоупотреба можно е да има наскоро побрзо, но оние 2 клучни предмети се уште нема на повидок судска разрешница. Така, Елена, најпрво да изразам сочувство до родителите, до роднините на жртвите и да им посакам брзо закрепнување на сите повредени. Јас и колешката Марија Митевска најчесто присуствуваме на овие рочишта, како што кажа и Миомир претходно, но и ние сме сведоци дека не е лесно да се известува од еден ваков тежок судски процес, не само поради неговата обемност, туку и поради тежината на случувањата кои што се случувале и делата кои што се опишуваат во судницата. Видовме од статистиката до сега дека се одржани 15 рочишта, само 3 беа одложени, тоа секако поради оправдани причини. Мислам дека еден од обвинетите имаше здравствени проблеми и поради тоа мислам дека во јануари се одржа само едно рочиште од неколку предвидени. Едно претходно поради смена на адвокат на еден од обвинетите. Да, и поради тоа, но и поради здравствените проблеми. Секако 3 рочишта и не се многу во споредба со она што досега сме го виделе на дел од другите судски процеси кај што често се случува да има одлагање. За сега тоа не е стартувано, но ако гледаме вака во однос на динамиката, во ноември, на крајот на ноември започна судењето, до сега веќе се поминати 4 месеци, можеби со некоја, не знам, сега наша оценка можеби не е да даваме, но спора динамика. Не знам дали можеме да речеме спора, дека се одвива динамиката. Впечатокот е дека често и судењата додека да започнат, па потоа има забелешки од барања од одбраната, секако станува збор за голем процес со многу обвинети, можеби тоа предонесува. Како репортери сме сведоци дека често се доцни на овие рочишта поради спроведувањето на обвинетите. Дел од нив се спроведуваат од притвор, дел од домашен притвор и токму поради тоа имаше посебно на почетокот повеќе задоцнувања, сега веќе можеби и таа пракса до некаде се надмина, иако мора да признаеме дека се работи за добра организација на целото судење во однос на нас како јавност, на родителите кои што постојано присуствуваат таму и не им е лесно да го слушаат, да ги слушаат сите тие сведочења, особено затоа што досега најголем дел од сведоците беа директните сведоци на настанот, односно дури и оштетени и повредени. Морам да кажам и денеска, спремајки се за емисијата, дека мене од сите сведочења најмногу впечаток ми остави она на Мартин Китанов, еден од
потешко повредените во овој пожар, кој што кажа дека заедно со своите другари биле на прослава за тоа дека се родило дете на еден од присутните таму, но потоа само тој излегол жив од сите 5 што биле на масата. Ова беше многу емотивно сведочење на тој, нели, не можеше ни да ги задржи солзите, и токму тоа е тоа што го прави од една страна процесот тежок за следење, од друга страна верувам и тежок за сите таму присутни и обвинети, и адвокати, обвинители, па и суди. Всушност, секоја сведочење, особено од овие на родителите, на преживеаните, како повторно преживување на најтешката, на кобната ноќ, на кобниот 16 марти пожарот, кој што одзема 63 животи, над 200 се уште... Да, тие често се наоѓаат во ситуација да реагираат, да има негодување за односот на адвокатите, што по друга страна им е работа тоа да го работат, и да, има предупредување од судиката дека ќе ги исклучи како јавност доколку не постапуваат по правилата во судницата, тоа мора да знаеме какви се правилата во судница. Во однос на динамиката, уште на почетокот мислам дека јас бев присутна токму на тоа судење, каде што и самата судика кажа дека и покрај тоа што треба од една страна да имаме брза постапка, треба да има и ефикасна постапка, значи ќе мора да се балансира. Да мора да има разумни рокови во кои што ќе содржуваат сите тие судења и целиот процес, но од друга страна дека ќе мора да ја дознаеме вистината, кое што е напишано најверојатно во обвинението, и ќе мора да ги слушнеме сите можни страни, сите сведоци, да се изнесат сите материјални докази, вештачења и се останато, за да може да се дојде до правилната одлука за тоа кој е виновен, кој не, и одмерувањето на казната. Ако ми дозволиш уште ова, денеска се брифиравме со обвинителството. Според она што го велат од таму, до сега се поминати околу 27 сведоци, иако беа во првичниот обвинение, ако добро се сеќавам, и повеќе од 250 сведоци и оштетени. Сега се до сега 27, но според кажувањата на обвинителството, тие се во еден наврат се повлекува од голем дел од сведоците. Сега најверојатно ќе има уште едно повлекување на сведоците, што значи дека најверојатно остануваат околу 10 сведоци, и според информациите од таму се дека двајца најверојатно ќе бидат директни учесници во тоа што се случувало, а сите останати ќе бидат кои што ќе се однесуваат сведочења од институциите кои што се засегнати, односно луѓето кои што доаѓаат од институциите. Тоа е Дирекцијата за заштита и спасување, инспекторатот, пазарниот инспекторат, општините, исто така ќе има дел што се однесуваат и на обезбедувањето, колку што се сеќавам што не брифира. А додека, да, за пазарната инспекција и министрите се очекува повеќе да бидат изведени материјални докази и вештачења, а не директни сведочења. Така, во овие моменти одиме со пауза за реклами, па продолжуваме со вечерашната анализа. Продолжуваме со емисијата и мојот колега Миомир, кој што е во Кочани во моментот. Миомир, ти ја следеше истрагата за полициските службеници. Им останаа ли некои аспекти недоистражени? Па да, Елена, како што веќе кажа ти, постојат 3 случаи, 3 обвиненија, а од 3 предмети вкупно се обвинети 25 полицајци, од кои 13 се обвинети за предизвикување општа опасност, односно делото поврзано со нивното делување на ноќта кога беше пожарот во Пулс. Останатите 12 се обвинети за злоупотреба на службена положба. А постојат определени сегменти од тоа полициско постапување во врска со случувањата во Пулс пред да се случи трагедијата, години наназад, кои остануваат нејасни. Значи, според информациите кои веќе неколку пати го објавувавме, а вчера во емисијата кога го објавивме таа така наречена проблемска информација изготвена од Кочанската полиција, од началникот на Кочанската полиција, уште во 2022 во ноември било барано, односно предлагано
повисокото СВР Штип да побара одземање на согласноста за сообраќајно решение за дискотеката, односно за кабарето Пулс, бидејќи не ги исполнувало условите, односно предизвикувало проблеми во сообраќајот, а покрај тоа имало и серија на кривични дела, односно според оној просек што го објавивме, имало најмалку 2 сериозни кривични дела на месец додека функционирала дискотеката, додека функционирал Пулс. Меѓутоа, тоа некако замерено, не било никако одговорено на тоа барање и тоа е, да кажеме, останато во фиока да на наредната година 2023 сопственикот на Пулс ја менува целосно фирмата и фирмата преку која функционира кабарето, става нова фирма и за таа фирма всушност изготвува нов документ во кој нема тие, да кажеме, отежителни околности за да не му се издаде лиценца за занимавање со дејност кабаре. Апсурдот, мора да го кажеме, дека дел од тие полицајци што изготвувале таа проблемска информација и кои предупредиле и барале да се одземе таа лиценца на Пулс во 2022, сега се обвинети бидејќи се потписници нели во хиерархијата на документите, согласностите кои Кочанската полиција ги издала за лиценцата 2023 година во март. Елена? Да, овие судски процеси ќе ги проследиме и во понатамошниот тек, а токму во таа насока по овие обвиненија одбраната бараше ревидирање на обвинението кое што сега е во тек, најголемиот обемен предмет по принципот на овие 3 обвиненија. Дел од службените лица да одговараат за злоупотреби на службената положба, а оние што се директно што се поврзуваат со ноќта со пожарот да одговараат за делото предизвикување тешки дела против општата сигурност. Одбраната смета дека ова е дискриминирачки, едното обвинителство да оди со еден принцип, а другото да оди со друг принцип и нели во текот на целата од почетокот на оваа истрага сметаа дека верижна одговорност тука не може да се примени во овие предмети. Сега дали останува дека новиот обвинител ќе го има клучот што понатаму за сега во овој транзитен период беше Тивко од обвинителството по ова прашање. Така, неодамна е избран новиот обвинител, се уште нели дел во предизборните, ајде да ги наречеме, дебати на обвинителите. Слушнавме дел од мислењата на кандидатите, но сепак тоа ќе покаже времето дали ќе има таква ревизија. Денеска од обвинителството добивме соопштение во кој што токму таква реакција стигнува токму на овие тврдења од одбраната. Би прочитала само мал дел дека освен во делот на активација на пиротехниката, предмет на обвинение се и сите кривично правни действија кои имаат неизоставна и директна врска со последицата. Значи, поентата на обвинителството постојано и во судот е дека сите оние кои што се сега на обвинителна клупа, освен сопственикот на диското и неговиот син, сите останати се таму заради последицата од нивното непостапување. И понатаму во обвинителството се вели па во таа насока на одговорност се повикани обвинети за непостапување во поглед на нарушување на безбедносните правила кои имале правна должност да ги преземат во однос на контрола на бројот на посетители, на вградените материјали и емисијата на гасови што тие можат да ги продуцираат, како и незаконитите и неадекватни услови за евакуација и противпожарната заштита. Токму во таа насока и фокусот на овие обвинети, останатите 33. Одбраната пак често ја слушаме во судницата каде што вели дека, например, еве конкретно за лиценците од економија, Министерството дека тие имаат важност 1 година и не може тука да се повлече верижна одговорност за 2025 година, затоа што таа лиценца нели важела во тој период, од таа година останува и впечатокот. Нели кога говориме и предходно дали ова е долг процес, колку ќе трае, ќе има ли правда и одговорност, се наметнува нели прашањето дали доколку имаше помали предмети и во кои што се поврзуваат директно за вечерта со пожарот во Пулс, можеби побрзо ќе стаса и пресудите и одговорноста.
за предметите. Така е, впечатлив е фактот дека сепак се работи за еден огромен период од 2012 година за непостапување на многу институции, на многу директори, па дури дел веќе гледаме дека има и министри кои што се уфатени во овој процес и навистина се води една, ајде да речеме, борба во судницата, нели вербална во однос на докажувањето на тоа кој колку и што направил, односно не направил во однос на настанувањето на трагедијата, но секако од обвинителството велат дека токму затоа се офатени сите, за да нема селективност, пак нивниот став е и оди во таа насока. Што доколку не ставивме некој од обвинетите во ова обвинение, тек тогаш ќе бевме обвинети за селективна правда, а на судот е да одмери кој колкава вина или нема вина, можеби ќе докажат и дека немаат вина, но да ја одмери казната. Така. Овој судски процес отвара многу дилеми за кои што еве разговараме и од самиот почеток на истрагата, многу прашања кои што верувам дека за сега се неодговорено, дека во иднина ќе бараме и понатаму одговори. Вечерашното скратено пократко издание на топ тема е пред крај. Останува да го најавам премиерно документарецот на ТВ Телма Злостоштво во Кочани една година потоа, кое што следува по оваа топ тема.